вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За европскиот воздушен сообраќај веста денеска е дека 75% од летовите ќе оперираат, а председателот Барак Обама веќе започнува неформални разговори за пополнување на местото што наскоро ќе биде испразнато во Врховниот суд на САД. Еве ги вестите. Воздушниот простор над неколку земји, вклучувајќи ги Британија и Германија, повторно е отворен, откако еруптивниот материјал од вулканот го блокираше сообраќајот и причини голем број на патници со денови да чекаат на аеродромите. Штетата се проценува на 1,7 милијарди долари. Американскиот председател Барак Обама се среќава со влијателни американски сенатори во Белата куќа за разговори во врска со пополнување на место што наскоро ќе биде испразнато во Врховниот суд. Обама започнал разговори со десетина потенцијални кандидати за местото на судијата Џон Пол Стивенс, кој најави пензионирање, но имињата засега не се објавуваат. А Лос Анџелес Лейкерс ги победија Оклахома Сити Тандер со 95-92 во вториот надпревар од плей-оф серијата во NBA. Лейкерси сега водат со 2-0 во серијата најдобар од 7 надпревари во западната конференција. Политичките експерти велат дека 2010-та би можела да биде тешка година за председателот Барак Обама и неговите демократски сојузници во Конгресот. Најголем дел од аналитичарите предвидуваат дека републиканците ќе имаат добивка на конгресните избори, кои доаѓаат на половина на мандатот на председателот и дека популарноста на председателот и реформата на здравствената заштита ќе бидат големи теми на кампањите. Нашиот колега Джим Малоун неодамна беше во Невада да го испита пулсот на гласачите. Следи неговиот извештај. Ова е редовен месечен состанок на демократскиот клуб Ред Рок во Лас Вегас. Локалните кандидати апелираат за поддршка. Некои од демократите овде, како Џон Пантичело, се загрижени за намалувањето на популарноста на председателот Обама. Популарноста е опадната во целата земја и овде во Невада. Други, како активистката Трейси Лоренс, гледаат добри вести за демократите и за председателот. Иако здравствената реформа не е се што сакавме, чекор напред е и мислам дека популарноста ќе почне да се враќа, затоа што ја истурка и многу луѓе не веруваат дека може. Домакинот на популарното ток-шоу во Лас Вегас, Сир Купер, вели дека демократите треба да станат поостри со приближување на изборите. Тие не се доволно силни како што треба. Кога републиканците сакаат нешто, тие одат по него, газат преку се да дојдат до тоа. 2 дена подоцна, на другата страна на градот, друга слика. Републиканците слушаат друга емисија со конзервативниот радиоводител Роџер Хеджкок. Републиканката Шарон Енгел се кандидира за американскиот сенат од Невада и има намера да го стави Обама во средината на незината кампања. Се што досега има направено Обама како председател се покажа штетно за малите бизнеси, за работниот човек, за секого во Америка што сака враќање на уставната влада. Стен Пулен е исто така незадоволен. Смета дека политичарите во Вашингтон не го слушаат неговиот глас. Невозможно е представниците на оваа држава да гласаат за нешто за кое народот е против. Но големото прашање во Невада останува економијата. Слабата национална економија силно го погоди туризмот во Лас Вегас и републиканците веруваат дека тоа ќе ги натера гласачите да се свртат кон нив во ноември. Списанието Наука објави дека 2 скелета најдени во пештера во Јужна Африка припаѓаат на некласифициран вид на човечко суштество или негов ран предок. Ова откритие може да фрли нова светлина на еволуцијата на нашиот вид, Homo sapiens, и да предизвика поголем интерес за еволуцијата на човекот. Исто како и новата изложба во Музеот за историја на природата во институцијата Смитсонијан во Вашингтон. Во продолжение ве водиме таму. Националниот музеј на природната историја одбележува 100 години од постоењето со отворање на нова хала за посетителите. Рик Поц е кустос во музејот и вели дека 300 фосили и други изложени артефакти илустрираат мозаик од физички траги и однесувања што се променило со време.
Сите овие видови сега се исчезнати, не постојат. Ние сме единствените преостанати на семејното стебло на разноликост. Посетителите можат да гледаат во очи на реплики на раните луѓе, да седат со нив крај огништата и да одат по трагите на оние што оставиле отпечатоци пред близу 4 милиони години во Танзанија. А тие стапалки се точно на растојание и во величина на отпечатоците каде тројца поединци минале низ африканската рамнина толку одамна. Два многу ценети фосила се во заштитна кутија. Еден е 28.000 години стар череп на Кро-Магнон, првите современи луѓе во Европа. Другиот е череп на неандерталец, вид на исправен примитивен човек што коегзистирал со Кро-Магнон, додека не исчезнал пред околу 30.000 години. И двата черепа се позајмени од музеи во Париз. Откриени биле во Франција, отприлика во исто време кога Чарлс Дарвин ја објавил неговата позната публикација за потеклото на видовите во 1859-та. Алан Фромент, кој е кустос за антрополошката колекција од францускиот музеј, вели дека Дарвиновиот труд одиграл круцијална улога. Покрена дебата за потеклото на човекот и изненадување беше да се најде такво модерно човеково суштество во фосилски контекст со изумрени животни. Посетителите се поканети да ги допрат репликите на предците, да го трансформираат имиджот на нивното лице во верзија на ран човек и да се ангажираат во диорами, што покажуваат еволуција. Оваа приказна, стара 6 милиони години, се развива исто така во време на драматично менување на климата и покажува како човекот се прилагодувал на ладно и топло, на влажно и суво време. Рик Потс се надева дека изложбата покажува дека вреди да се запознаат далечните предци. И со нивно запознавање, додава тој, тие може да не научат што значи да се биде човек. Утре во Newsflash, за 5 години, повеќе од половината новородени во САД нема да бидат бели. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.